Продолжуваме со последниот разговор за денешното издание на Македонија наутро, архивски документи насловени изложбата на Жанета Вангели, која ќе биде отворена на 24 март во Македонскиот културно-информативен центар во Загреб. За нејзиното уметничко творештво утрово зборуваме со Маја Крставска, виш кустос. Маја, добро утро, добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро до вас двајцата, добро утро до сите гледачи на Македонската радио телевизија. Благодарам за поканата и благодарам што ќе проговориме некоја реч би кажала околу самостојната изложба на Жанета Вангели во Македонскиот центар во Загреб. Вангели е мултимедијална уметница која има реализирано самостојни изложби во нашата држава, меѓутоа и насекаде во светот. Загреб ве очекува за многу брзо. Токму така. Лани реализиравме ретроспективна изложба на Жанета Вангели во Чифтамам, еден од најубавите, би кажала, изложбени простори при Националната галерија на Македонија. Така да сега дел од нејзиното творештво, насловена изложбата како архивски документи, ја носиме во Македонскиот центар во Загреб, Република Хрватска, а понатаму оваа изложба ќе биде патувачка во нашиот центар во Белград, во Република Србија, во Истанбул и во Софија. Така да навистина сме горди што професорката Жанета ја имаме како представник, македонски представник на современата македонска визуелна прецел уметност, бидејќи таа како професор на Ликовната академија на Факултетот за ликовна уметност, пред се работи во мултимедијалната дисциплина, што подразбира дека таа од аудиовизуелни елементи па се до, би кажала, различни експерименти, значи во визуелните уметности ни ги презентира своите уметнички визии. Кога зборуваме за низините дела, за низиното богато творештво, каде се изложи? Жанета Вангели изложува низ целиот свет. Значи, низиното творештво над повеќе од 4 децении, пак ќе повторам, бидејќи лани го одбележавме 4 децениското творење на Жанета Вангели и за годинава е планирано монографско издание да се издаде за низиниот творечки опус, поддржано секако од Министерството за култура и туризам. Јас со оваа прилика се заблагодарувам токму и за оваа изложба, бидејќи немаше да се реализира без Министерството за култура и туризам. Жанета Вангели прво како личност еден прекрасен човек, бидејќи ние сме долгогодишни пријателки, соработнички, така да со Жанета навистина лесно се соработува и она што таа го прикажува еден нов, би кажала, агол на визуелната уметност и би кажала е зачетник на визуелната уметност, поточно на мултидисциплинарните дисциплини, што подразбира дека таа твори, создава во сите оние, би кажала, материјали кои што се не секојдневни, како плотери, како плексиглас и слично, така да навистина е интересно дека таа е барана и изложува низ целиот свет, би кажала на сите континенти и еве сега ја почнуваме годината токму со неа во Македонскиот центар во Хрватска со самостојната изложба архивски документи. Ако погледнеме во интимниот архив на Жанета Вангели, каква е уметноста низ незините очи? Така, она што е карактеристично, таа работи од минијатура до големи формати, пейзажи, би кажала. Она што мене ме плене, на што јас сум фокусирана, бидејќи го следам незиното дело, и незините минијатури, поточно незините фотографии на своите најблиски соработници, кои што ги пренесува преку фотомедијата, би кажала, на соодветна форма, дали е тоа на стакло, дали е тоа на хартија, дали е тоа на плексиглас, така да таа навистина не ги доловува оние незини интимни моменти од семејството, роднините и пријателите и оние тековни случувања што се актуелни на современата политичка сцена. Кои се очекувате да биде дел од изложбата на Вангели во Загреб и дали ова изложба архивски документи ќе биде патувачка? Нешто начнавме во првиот одговор, но да ги откриеме деталите. Така, значи таа ќе биде патувачка во Загреб, во Белград, во Истанбул и во Софија. Меѓутоа, она што е интересно, што можам да го најавам како ексклузивитет, дека ние на самото отварање ќе имаме председателката на Република Македонија, господја Давко Василјановска, која што ќе отвори изложбата, бидејќи е во протоколарна посета на хрватскиот председател, така да навистина ни прави со ова чест. И убава порака е тоа дека се поддржува уметноста. Така, значи таа веднаш кога пативме покана од Националната галерија, веднаш одговори позитивно дека ќе присуствува и дека ќе отвори оваа изложба. Там сакам да ја поздравам и директорката на Македонскиот центар Мими Ѓорговска Илиевска, без која што секако немаше да се реализира овој проект, и амбасадорот во Хрватска, нашиот амбасадор, кој што навистина прават напори за да сите овие дела, да кажам, овде
постои до реализација на самата изложба, се изработува каталог, транспорт на делата и слично, значи има еден комплетен, за да се затвори изложбата, значи еден процес кој што навистина со помош на директорката, со помош на мојот директор би кажала и на целата екипа од Националната галерија да се реализира финалниот производ. Беше ли предизвик да пишувате за неа? Беше ли провокација за вас како жена со долгогодишно искуство во област и пред се вистински професионалец? Благодарам многу на убавите зборови, Ани. Јас повеќе од 3 децени работам, како што знае пошироката публика, во Националната галерија на Македонија. Предизвик голем, дури позитивна трема, бидејќи за неа пишувале многу мои колешки, историчари на уметност, така нејзини колешки од факултетот, така да навистина е предизвик да се пишува за неа и да се внимава, нели, секој збор, точка и запирка, бидејќи таа е пред се уметник кој што до перфекција ги изработува своите уметнички творби и навистина требаше да се потрудам за да го фатам што се вели на моментот, нели, но на што таа сака да го изложи, да го покаже на пошироката публика. Што е во фокусот на Жанета Вангели? Што привлекува внимание кај јавност? Што ја прави поинаква од другите? Мултимедијалниот аспект ја прави поинаква, да, тоа е тоа, бидејќи таа е професор по сликарство, меѓутоа нели на мултимедија, така да подразбира дека сите тие аудиовизуелни материјали кои што таа не ги идолува и не ги презентира во текот на изложбата е навистина она што ја двои од другите уметници на нашето поднебје пошироко. Публиката тоа го забележува сигурно, го чувствува? Како не, бидејќи тоа се една низа на фотографии, да кажам стотици фотографии. Ние лани имавме во Чифта имаме околу 500 нејзини уметнички дела, што се работи за еден уметник со огромен ликовен опус, меѓутоа фокусот е на мултимедијалниот аспект и сметам дека таа е зачетник во современата македонска уметност, токму на мултимедијалната. Изложбата која што ја споминавте беше навистина лани многу посетена. Цел Чифта имам, да, многу репрезентативно беше представена, цел Чифта имам над 500 уметнички дела, пак ја повторам, и навистина предизвика голем интерес и јас би сакала и понатаму, нели, како Национална галерија да продолжиме со вака звучни имиња од современата македонска уметност во текот на 26-та. Исто и планираме да презентираме во самата институција многу значајни имиња, еве да напоменам ако не е. Значи Јордан Грабуловски-Грабул, Кочо Фидановски, Ванчо Ѓорѓиево, на средна генерација на современи македонски уметници, скулптори и сликари, така да верувам дека ќе бидеме интересни како и изминатата година. Интересен на насловот архивски документи. Како дојдовте до него? Со Жанета зборувавме што да се презентира во нашите центри, што е најдобро. Мислевме дека треба да се направи еден опус на нејзиното 4-децениско творештво, меѓутоа во заеднички договор одевме на сосема нов аспект и приказ на нејзината уметност, поточно да се прикажат сите оние нејзини архивски документи во случајот, значи како започнува нејзината мисла до реализација на проектот. Што подразбира тоа? Тоа подразбира дека не направивме избор, туку тоа се сосема нови дела, 41 дело ќе бидат прикажани низ нашите центри, значи нејзиниот нов пристап кон визуелниот, поточно фотографскиот, би кажала, импулс при прикажување на самото дело. Ни донесовте и нешто кое што го имаме тука на вчера испечатено, вчера испечатан каталогот, кој навистина сме горди ние како Национална галерија и самата уметничка и спремни сме за патување во Загреб и за представување на оваа уметничка во центарот, би кажала, на Европа. Супер, одлично. Благодарам и за каталозите. Ова е еден убав промотивен материјал преку кој што Како не. Тоа е документ кој што останува. Изложбата завршува, останува документот, каталогот. Така. Што е, ајде малку да преминеме и за Национална галерија. Доаѓа пролет, денес не е меѓународен ден на среќата. Зборуваме за убави работи и нова сезона. Што е ваш следен предизвик во овој пролетен дел од сезоната и дали како Национална галерија, како институција ќе бидете уште подостапни за граѓаните? Секако, како и секоја година сме атрактивни, бидејќи со нашите репрезентативни 4 објекти, значи да од Пашиниот тамам, каде што се наоѓа поставката на Националната галерија, на една од најзначајна институција, јас би кажала, која што битисува цели скоро 8 децении, значи за 2 години ќе прославиме 8 деценијски јубилеј.
точно кога Скопје ќе биде град на културата 2028, ние ќе се подготвувате. Така, да. И во тек е подпишување на меморандум за соработка со градот Скопје и ќе бидеме една од носечките институции, бидејќи ние и сме една од носечките институции со над 3000 експонати располага збирката на Национална галерија. Го имаме мала станица мултимедијалниот центар, чиј темаме и спомен куќата на Лазар Личеновски, на која се работи забрзано за да се реализира незиното отворање. Тоа подразбира дека ние покрај музејската дејност, значи конзервирање на дело, одржување на поставката, одржување на депоата кои што се навистина си барат, изискуваат стручна желба и секако нели за да си бидат уметничките дела во соодветна сфера чувани. Ние имаме изложбена активност, значи покрај овие изложби што ги споменав на Жанета Вангели, значи имаме тековна активност за 2026 одобрена од Министерството за култура, проекти и туризам. Така да јас ги напоменав ретроспективите што ги планираме во Даут Пашиниот тамам. Тоа е ретроспективата на Кочо Фидановски. Тоа е еден прекрасен уметник кој што навистина соработуваме со него, навистина коректен како уметник и како значено име во нашата ликовна сцена. Потоа пак ќе го напоменам Јордан Грабуловски Грабул, кој што е едно од најзначајните имења во сферата на скулптурата. Понатаму ќе кажам дека следат изложби кои што кажав монографското издание на Жанета Вангели, кој што ќе биде навистина предизвик пак личен за мене, бидејќи тоа е дел од мојата работа, нели, она да го реализираме. Така да јас сметам дека целата година ќе биде исполнета со значајни активности, изложби од едукативниот дел, она што на ние се фокусираме. Имаме едукативно оделение кои што се занимаваат со најраната возраст до највисоката возраст. Така да една богата палета на изложби кои што ќе верувам ќе ве привлече пак да не поканите во вашата студија. Споменавте и вие Скопје град на културата, ова е предизвик за нашиот главен град, меѓутоа да се разбере предизвик за вас како институција. Секако, јас би сакала да напоменам уште еден значаен потек, бидејќи имаме една интересна соработка со австриската амбасада и пред 2 дена имавме колешка од Виена, каде што треба да се презентира нашето современо творештво во Република Австрија. Значи, сето она што е значено и што има соработка е интересно за нашата институција и поддржувачи на нашата уметност се. И да кажеме, еве, во последен имаме и моментално изложба во чиј тамам на 3 современи австријски уметници, која што ќе трае цел месец, ќе ја поканам пошироката публика да ја погледне, ќе трае до 12 април. Така да верувам дека сето она што ние и до сега сме го работеле, дека понатаму ќе продолжиме, а во рамки на Скопје, значи град на култура 2028 учествуваме со наши проекти и верувам дека ќе има, значи, пошироката публика ќе може, сите оние странци туристи што доаѓаат во нашата институција се добредојдени и ќе одговориме на сите оние предизвици што ги носи овој проект. Така. Скопје град на културата 2028 многу важен настан, тоа ќе биде и иницијална каписла да се видиме уште неколку пати сигурно, но ете и од ваша лична перспектива и долги години работа во оваа дејност, верувам дека ќе ја оправдаме титулата и дека забрзано се работи во сите сфери. Секако. Значи, 3 децени во Националната галерија на Македонија, секако сум професионалец и предпоставам сум оставила и некој белег зад себе, предпоставам дека и Скопје 2028 ќе си го оправдаме своето присуство на ликовната сцена воопшто и во сферата на туризмот. И само за крај на овој разговор уште едно дополнително прашање, ги споминавте вие на почетокот културните центри кои што ќе ги посетите во иднина, каква е соработката, останува ли онаква како што беше досега со сите Јас ќе ги пофалам сите директори на нашите македонски центри, бидејќи изминатата година имавме исто една изложба патувачка, групна изложба. Ги посетивме Истанбул, Софија, Тирана и во Тирана имаме наш центар и во Њујорк, нели? Така да соработката тече безпрекорно, значи имаме фидбек од таа страна, значи публика доаѓа разнолика публика која што навистина сака да види што носиме ние од Македонија, така да соработката продолжува со овие центри и со директорите кои што се таму навистина се си оди спонтано и се си оди како што треба и доликува на да ја презентираме Република Македонија во другите држави. Благодариме што бевте дел од нашата денешна емисија. Уште еднаш потсетување 24 март патувате за Загреб.
Изложбата во 19 часот ја отвара председателката на Република Македонија господја Силјановска Давкова, што навистина е чест за Националната галерија, за Македонскиот центар во Загреб и воопшто сметам дека надвор кога се презентираме на вака високо ниво заслужува интерес од пошироката публика. И од вас медиумите благодарам за поканата и нека е среќен денот на пролета и денот на среќата. Денот на нашите сограѓани да го честитаме празникот. Така, на Рамазан Бајрам. Рамазан Бајрам да има честит и да сме сите здрави, живи и да има многу успехи во иднина и ве почекуваме. Така се разбира повторно. Така, денес не работен ден, ни дојдовте на гости, ви благодариме, но кажавте имавте доста повици од Загреб утрово, така таму си е работен ден, се работи на изложбата, така да верувам се подготвуваат и последните финеси, посакуваме убав пат и убава изложба. Благодарам многу и се гледаме во следна прилика. Благодарам што еднаш.